Американските разузнавачки служби упатија предупредувачки пораки на своите годишни презентации во Конгресот. Проблемите предизвикани од пандемијата на глобално ниво ќе продолжат да растат. Светската економска и здравствена криза предизвикана од коронавирусот ќе ги продлабочи конфликтите ни светот, предупредија шефовите на американските разузнавачки служби. Се очекува зголемување на јазот меѓу богатите и сиромашните и разгорување на меѓудржавните несогласувања. We face a broad array of long-standing and emerging threats whose intersection is raising the potential for cascading crises. Our increasingly interconnected and mobile world offers enormous opportunities, but at the same time it multiplies our challenges. Соединетите држави се соочуваат со закани од Кина, Русија, Северна Кореја и Иран, се наведува во годишните проценки на 18 разузнавачки агенции. The threat assessment goes into wide detail on a variety of challenges that we face. But I have some issues in particular I'd like to address. Cybersecurity, election security, the rise in domestic violent extremism, and obviously the rise of China, and particularly the Chinese Communist Party. Кинеската медицинска дипломатија е само последен пример на директно конкурирање со Соединетите држави за глобално влијание. China increasingly is a near-peer competitor, challenging the United States in multiple areas while pushing to revise global norms in ways that favor the authoritarian Chinese system. Голем дел од презентациите беа посветени на технолошката сигурност. Минатогодишниот кибернетски напад SolarWinds, за кој се осомничени руски хакери, покажува дека сајбер безбедноста мора да се свати посериозно, сметаат законодавците. SolarWinds hack illustrates how easily U.S. infrastructure can be compromised. It's not hard to imagine how much destruction could be levied if our adversaries were determined to conduct such an attack beyond espionage on things like the power grid or our water supply. Русија беше посочена и за вмешување во минатогодишните претседателски избори. Russia undertook a sophisticated disinformation campaign in 2020 to undercut our current president and to bolster the candidacy of the former one. We need to make clear that those who perpetrated this hostile interference will again pay a price. Во однос на заканите кои доаѓаат од американско тło, разузнавачите предупредија на домашен насилен екстремизам кој е поттикнуван и засилуван пред се преку социјалните мрежи. Презентацијата Глобални закани се одржа по пауза од една година. Лани тогашниот председател Доналд Трамп не ги испрати шефовите на разузнавачките служби да го брифираат Конгресот за нивните сознанија. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.